Овде во Њузеумот во Вашингтон се наоѓа дел од Берлинскиот зид. 3 децении по неговото паѓање, различни политички ветрови дуваат како во Европа, така во Соединетите Американски држави. Ово отвора бројни предизвици. Токму за овие предизвици се разговараше на дебатата во Вашингтон. Панелистите на дебатата во Вашингтон се согласија дека 3 децении по падот на Берлинскиот зид многу работи се променети и во Европа и во САД. Либералната демократија е под закана, десничарските идеологии се во подем, а долгогодишните сојузи се под притисок. Поранешниот председател на Светска банка Роберт Зелик, кој во 1989 година беше вклучен во германската унификација како американски преговарач, вели дека ова се тешки времиња, но дека мора да се работи на надминување на разликите. Односите меѓу САД и Германија и воопшто меѓу САД и Европа се делумно пореметени за време на мандатот на администрацијата на Трамп. Жалам што е така. Бе вклучен во унификацијата на Германија. И тоа беше важно не само како обврска на САД од студената војна, туку и затоа што сметавме дека обединета Германија ќе биде најважната држава во Европа. Сакавме добри американско-германски односи. Сепак, луѓето во Европа треба да разберат дека САД имаат председател, но не владетел како во Кина. Имаме општество. Ако разговарате со луѓе во Конгресот, со градоначалници по широката бизнис заедница, ќе видите дека има голема база за поврзување. Во време кога Северна Македонија ги прави последните чекори до членството во НАТО и е во исчекување на одлуката за датум за почеток на преговори со Европската Унија, го запрашавме председателот на Конрад Аденауер и поранешен председател на германскиот парламент Норберт Ламерт, колку овие процеси се под влијание на внатрешните поделби во Унијата. Што се однесува до Европската Унија, за жал, во ситуација сме кога има најмал консензус меѓу земјите членки во однос на заедничките идни перспективи. Тоа со други зборови значи дека пред да го реорганизираме овој систем нема смисла. Веројатно не можеме да дозволиме нови членки без да дојдеме до нов консензус за нашето разбирање на идните перспективи. Што се однесува до НАТО, секогаш велевме дека мора да се најде решение со Грција и тоа се најде. Би го ризикувале нашиот кредибилитет, кога не би го исполниле нашиот дел. Фрагментацијата во Европа, Брекзит, економските текови, сето тоа дополнително ја усложнува сликата за Европа, посочија панелистите на дебатата во Вашингтон, нагласувајќи дека Европа сепак треба да извлече лекции од падот на Берлинскиот зид и да го реконструира духот на обединетост.